Заврши електронската аукција за изградба на блокот ламели за домување на незгрижените лица од старата касарна во Кочани. Најниска цена, која беше критериум за избор на изведувачот, дала фирмата Панел М од Тетово. За изградбата ќе бидат наменети 23 милиони 748.753 денари. Во наредниот период, по комплетирањето на потребната документација, изборот на изведувачот ќе се официјализира со потпишување на одлуката. Проектот опфаќа изградба на 7 типски куќи од цврста градба, една ламела со вкупна бруто површина од 138 метри квадратни. Просторот наменет за домување на едно семејство ќе има приближно 30 метри квадратни за дневен престој, спална соба и бања. Изведувачот ќе работи на земјен и ѕидарски, подополагачки работи за поставување на дворешна и внатрешна столарија, водовод, канализација и електрика. Изминативе 2 години, Општина Кочани изработи локално урбанистичко планска документација со намена за крупно домување. Парцелата со површина од 2,96 хектари е државно земјиште кое што се наоѓа во северниот дел на Кочани, источно од фабриката за вода. На проблемот со нелегалното вселување во старата касарна му се дава особено внимание и за него се бара долгорочно решение. Од тие причини во соработка со владата, односно со министерот без ресор задолжен за ромски прашања, се действува координирано. Изработена е потребната документација, обезбедени се финансиски средства за овој проект преку стратегија за ромски прашања во износ од 16 милиони денари, а со одлука на Советот на општина Кочани издвоени се 9 милиони денари од општинскиот буџет. Кочани е една од ретките општини што успева да го реши домувањето на незгрижени лица и во исто време да отстрани еден тежок комунален проблем од централното градско подрачје, соопшти градоначалникот Николчо Илиев. Рокот за изградба на домот за престој на незгрижени лица е 15 месеци.